Дали почуваме? Да. Добро вечер на сите. Одиме со... а, Одиме со... Само јас сега ќе можам да ги подадиш, извини, на очарите си ги заборавив. Одиме денес со една од така побитните наши, ети многу дарам, побитните теми кои се дел од нашата програма Рестарт за Македонија, за да не говориме проекти кои немаат или имаат само национално значење. Не да зборуваме малку и за проекти кои, како што започнавме првиот пат, за квалитет на животот на граѓаните. Многу добро знаете дека ние навиваме за тоа оваа влада да ја смениме подитно. Но не навиваме оваа влада да ја промениме бидејќи ги мразиме ликовите кои се во неа, туку или зашто бил некој шиптар во неа, или бил некој дебел во неа, или бил некој случаен министер, туку точно затоа што оваа влада не прави секој ден се посиромашни и посиромашни. По сите основи. Само инфлацијата, да ви ја спомнам, и растот на цените, визави растот на примањата на граѓаните, е доволно да ме разберите. И сега јас можам да потрошам, нели рековме, ете и тоа заборавив, ама добро, ќе се навикнам со тек на време, да пуштам и таа клучната штоперица да измери време, нели, рековме, нема да одиме никако повеќе од 45 минути или 30 до 45 минути. Јас можам сите да ги потрошам сега минути да ви говорам колку не чини власта, ама за тоа веќе ви е преку глава, знам. Сега да кажеме како ние ќе ги збогатиме граѓаните, ќе осиромашиме политичката елита или државата и можноста за кражба на народните, односно на твоите пари. Најдобар начин да ја прошири сиромаштијата една влада е да ги и меѓу другото и да ги намали буџетските приходи е да ги зголеми даноците. Со зголемување на даночните стапки, сега зборуваме малку за тие фискални политики, со зголемување на даночните стапки, не само што расте сиромаштијата кај граѓаните, најголемиот проблем е што и предприемачите веќе креваат раце. И викаат, веќе не може да се живее тука, да се работи чесен бизнис, морам да бидам дел од оние кои ја преваруваат државата, односно сокриваат данок, се впуштаат во даночно затојување и тоа ќе пробаме денеска да го прикажеме малку визуелно на табла. Тоа значи дека предприемачите од што прикажува, да трнавам ви смета, што прикажува првите 10 милиарди, тоа е отприлика легалната економија во нашата земја. Од таа од која се повеќе креваат раце предприемачите, односно луѓето кои плаќаме данок. Останатите 10 милиарди е сивата зона или сивата економија. Проценете на исто толку колку легалната. Тие се оние кои работат, можеби легален бизнис, меѓутоа не плаќаат или обегнуваат да плаќаат данок или плаќаат делово данок, прикриваат даноци. И отприлика на 5 милиарди е проценката на црната економија во земјава, тоа е проституцијата, дрогата, шверц со активни стоки, недозволени други форми на криминал и така натака и така натака. Каде е сега големиот проблем со започнување на огромната даночна евазија, тоа е овој момент. Пазете, студенти од прва година на економија тоа го знаат. Колку се покренува даночната стапка, толку се намалува даночната основа. Успешноста на политиките на една влада
се да ја зголеми даночната основа. Чи овие 10 милиарди да станат барем половина од сивата зона, барем уште 5 милиарди да влезат во легалната економија. Тоа се постигнува единствено со драстично намалување на даночната стапка. Или ни за други даночни политики, фискални политики во смисла на даночно леснување, даночно кредитирање и така натаму. Оваа власт го прави толку спротивното. Што прави? Со постојан раст на даночната стапка, ние имаме обратен ефект. Имаме ефект на постојано намалување на приходите во буџетот. Објаснав зошто. Во овој момент на вакви политики инфлацијата континуирано ќе расте, квалитетот на животот опаѓа, населението се иселува од државата, што значи се помалку и помалку даночни обврзници, што значи дека не само што станува посиромашен народ, станува и посиромашни државниот буџет. Значи целта за нивните политики за зголемување на даноците не е исполнета, зашто буџетот останува се попразен и попразен. И обично овие така наречени социјални левичарски влади или социјал-демократски или како сакате да наречете ги социјалистички влади прибегнуваат кон неприфатливо кредитирање, односно задолжување на државата, кон странство, с тоа што веќе ги задолжуваат и петтата генерација македонци кои се родат некаде во 2100 година. И тоа е состојбата во која денес се најдуваме. Други ефекти, јас тука неколку сум забележал, поскапување на храна, основни производи за лична хигиена, со тоа опаѓа и квалитетот на здравјето на граѓаните, се оптеретува ФЗО, значи се по-лошо здравство. И тоа е еден процес кој во целост во целост се девастира државата, ја исцрпува финансиски. Македонски концепт излезот го гледа во толкому обратни политики од овие на социјалниве влади, а тоа е максимално намалување на даноците и подпирање на капацитетите на нашите предприемачи. Драстично намалување на даноците и намалување на непродуктивните трошоци на владата ќе постигнат сосема друг ефект. Како? Колку повеќе даноците сега обратно опаѓаат, толку повеќе растат приходите. И ќе кажете како? Тоа е поради ефектот кој се предизвикува во даночната база. Станува неисплатливо нашите предприемачи да се даночни затајувачи, да не плаќаат данок, да се укриваат данок, да прават проблем со било каква лојалност, фискална лојалност кон својата татковина. Кога знаете дека наместо државата нема да водоночува со 15 или 20%, туку ќе водоночува со 10 или 5%, вие сте мотивирани и да инвестирате, и да го засилите бизнисот, и ти како граѓанин си мотивиран да го платиш данокот. Тој ефект, таа политика, ќе предизвика директно барем преполовување на половина од сивата економија во земјата. А тоа се дополнителни плюс 5 милиарди
легална економија и огромно зголемување на приходот во буџетот. Дупли ефект, побогати граѓани, задоволни предприемачи, имате повеќе средства на располагање за трошење, а имаме и зголемени приходи во буџетот. Моментот како да го стимулираме, да стимулираме потрошувачката и да го менуваме нашиот стил на штедење, е сосема друг момент на политики кои се исто толку значени колку даночните. Во овој момент сите проценки за овие владени политики во јавните финансии препоставуваат некаков раст од 2 до 3%, гледаме дека тој нема да надмине ниту 1,5%, што е далеку по можностите на нашата држава. Па мислам дека може да отидеме и во рецесија и во негативна стапка, со оглед на тоа дека ова ќе ни биде изборна година и дополнително ќе те оптерети тебе како предприемач или како граѓанин кој е обичен потрошувач. Овие наши фискални политики треба да знаете дека бараат подолг период за да има повеќе ефект врз економијата. И нигде не е забележано во светски рамки зголемување на даночни стапки со цел да се намали инфлацијата. Тоа го имавме само во Македонија претходната година. Тоа зборува за крајно незнаење и крајна неспособност на владата. И мислам дека тој долг рок на санација на последиците во кои се наоѓаме денес може да се санира или да се превенира со побрз раз за пократок рок со донесување на подрастични мерки. Тоа значи еднократно, јас имав некаде забележено, да, линеарно намалување на даночната стапка за 30% по сите, зборувам за сите даночни стапки. На тој начин, македонски концепт е убеден дека ќе предизвикаме ефект на зголемено располагање со средства, ликвидност на тебе како предприемач и на приходи на тебе како граѓанин, како потрошувач. Збогатување на граѓаните ќе предизвика уште поголем ефект во зголемување на приходите од даноците. Тука не исклучуваме можноста, мора да напомениме, од изолирано зголемување на државното задолжување. Зашто ќе има еден ефект кога ќе мора да се избалансира, но тоа драстично може да се балансира или да се буквално се избалансира со сериозно намалување на непродуктивните трошоци на власта, односно луксузот на власта. Не може целосно, но во добар дел е возможно и на тој начин почетниот ефект на ризици по буџетот ќе бидат надминати и веќе ќе одиме кон целосен раст и развој. Покрај намалување на даночните стапки, многу значајно е да говориме и за другите мерки. Даночно одбивање, даночно кредитирање, ослободување за одредени категоризации на бизниси и прилагодување на даночни стапки согласно стапката на намалување на сивата зона во одреден сектор, односно доколку забележиме позитивен ефект, например во секторот туризам, каде што има сериозна стапка на сива економија, ќе се применат прилагодување на очите стапки за дополнителна стимулација на тебе како предприемач
во сектор туризам, комплетно да работиш легално и лојално кон државата. Мислам дека имаме време, не знам дали има коментари или прашања, меѓутоа имаме време дека може да се размислува исто во дел на зголемување на доношната основите на црната економија. Затоа ќе направиме едно посебно стримање, а тоа е легализација на проституцијата и легализација на лесните дроги. Секако претходните влади го легализираа коцкањето и тоа предизвика сериозни зголемување на приходот во буџетот, но предизвика огромно осиромашување на граѓаните. Тука се посебна вештина и разбирање на процесите за зголемување на даночната основа во делот на црната економија. Секако дека е подобро проститутките да бидат згрижени, безбедни, чисти и така натака и да намалиме и на болести на граѓаните, и зашто проституцијата во земјава и онака цвета, а тоа да го оданочиме и да обезбедиме милионски приходи во буџетот од тој бизнис. Исто така и легализацијата на лесните дроги, но тоа не треба да предизвика или треба да се направи системско и решенија кои нема да предизвикаат негативни ефекти кои ги носат сите тие политики. Факт е дека тие постојат. Факт е дека таа црна економија во Македонија постои. Можеме да се правиме слепи, дека не ја гледаме, дека не ја практикуваме, а во суштина огромен дел од нашите граѓани ја практикуваат. Па не гледам зошто би се правиле слепи, а не пристапиле кон незино внесување во делот на легалната економија и незино соодветно доначување. Тие намалувања сега на даночни стапки, многу е клучно да бидат распределени по сектори. Например, треба да се предвиди минимално оданочување на создавање на IT секторот, односно создавањето на додадена вредност, на добра од тој сектор кои се секојаш генерално извозно ориентирани и носат огромни девизни приливи во земјата. Производството на храна, туризмот и енергетиката. Тие се 4 сектори на кои нашата партија е фокусирана. И мислиме дека за тоа сме создадени од Бога да функционираме како народ. Не бива да направиме БМВ, ниту Мерцедес. Ако не биваше, ќе направевме одамна македонско БМВ. Меѓутоа не бива да направиме најубав кашкавал и сирење. Или да го произведеме најубаво месо. Значи најубава храна и да извезуваме храна за светот. Не бива, или Господи дал услови за најдобар туризам. Не бива за нуклеарни ракети, но за туризам не бива. Значи треба да инвестираме во туризмот. И да не трошите време пред кооперација со пивото кој има подобри ракети, Путин или Бајден, туку повеќе да си направите муабет меѓу себе за што правите, како во вашето село да го развиеме туризмот. И сите да станете богати. Да произведувате најдобра храна, да имате селски туризам и да имате најефтина енергија во Европа. Така ќе станеме сите богати. Така ти, како граѓанин, ќе станеш богат и ќе бидиш, се надевам, конечно задоволен и ќе кажеш да, Македонија сепак можела да успее. Највисока стапка на персонален данок во земјата треба да изнесува 5%. Повеќе од тоа е неоправдано, особено за интелектуалците кои создаваат, а ние ги одоночуваме се посериозно и посериозно. Тие прибегнуваат кон сокривање на даноците и приходите на странски сметки или на примање на награди во кеш,
И ние сега од нашата интелигенција, од нашите професори, правиме бандити. Правиме даночни затојувачи. Тоа се тие политики, новие социјалистите, нови социјалниве влади. Ние ќе правиме обратно. Ќе правиме од нив горди македонски граѓани, кои ќе бидат носители на патриотскиот дух на земјата, а најголем патриот е тој кој си плаќа данок. А некој тој што мафта со знаменцето. Понатаму фазно намалување на ДДВ од 15 до оптимални 10%. И тоа се очекува драстично да се зголеми расположливиот приход за домаќинствата со низок и среден приход. Богатите и онака трошат. Трошат доволно. И во земја, и во странство. За жал повеќе во странство. И имаме одливање на средства од земјата, но тоа е што е. Немаме домашна понуда. Меѓутоа, оние кои најмногу трошат во земјата се семејствата со низок или среден приход, и ние нив мораме да ги збогатиме, не зашто треба само да бидеш богат ти како семеен човек, како граѓанин, како родител, туку зашто од круцијално значај на земјата е да ја зголемиме вкупната потрошувачка. А ако го навикнеме нашиот народ да не ги чува тие 5 или 8 милиарди евра под перница или во банка, туку да ги инвестира и да троши, тогаш верувајте дека ќе стимулираме толку силна здрава економија во земјата, што веќе ќе станеме една од земјите со најдобра економија на Балканот и пошироко. Владините расходи кои ќе се еговме овдека од тие 5 милиарди уште 2 милиарди да влезат во легалната економија, веднаш од 10 доаѓаме на 17 милиарди легална економија. Може да мислите тој кој расте. И тоаш веќе тие зголемени буџетски приходи нема да ги трошиме за бифтеци, за бизони, за нови коли, за луксузни шетања на тачињата, мачињата со цели кабинети, па разни мачиња дотерани по Њу Йорк, по Париз, лево-десно. Тие веројатно не се живеале на 18, 20, 25 години, па имаат потреба на 45-50 години да живеат на народни пари. Со мачиња се шетаат по Париз. Во наше време тие пари ќе се инвестираат исклучително во капитални инвестиции. Или инвестиции кои враќаат повторно приход. Односно со парите да правиме пари на оваа земја. Со таков тип на политики ние ќе дојдеме до нашата цел. А тоа е богат народ, а сиромашна држава. Раздолжување кон странство, постепено, затоа што ќе имаме услови за тоа. И на некој начин тие политики во отприлика 15 годишен период би ја промениле комплетно климата во земјата. Зошто ова не се случува? Ова не се случува бидејќи вие гласате ако ви дадат 5% на пензија. Значи ти, почитувам пензионеру, како, не сакам никого да навредам, меѓутоа како ти фрлаат 5% пред избори и са бајле дотерани со фризурите средени, со машна, право на гласање за тие кои те крадат, кои те тепаат, кои те ограбуваат децении и децении. Како можат да те купат со 5%, не ми е јасно. Но тоа е причината зошто твоите внуци ќе живеат се потрагично и потрагично, се посиромашно и посиромашно и ќе бегаат од земјава.
и веројатно никош нема да се вратат назад и нема ниту да ги видите вашите внуци, зашто тие се срамат од вас. Зашто тие од вас избегаа од земјава. Зашто вие гласате за такви бандити кои толку им го загрозија животот на младите во земјава, а тие не сакаат, воспитани деца не сакаат да ви возвратат збор на повозрастните и да ви да кажат не може вака, и затоа заминуваат во странство. Ако сакате да ги вратиме назад вашите деца и вашите внуци, ние треба да создадеме вакви услови за развој. Ние треба да создадеме клима каде што ќе биде поисплатливо твојот внук наместо да работи во IT секторот во Лондон, да седи во Скопје или во Охрид да ужива или во Дојран да ужива, а да работи за истата компанија од Лондон. И средствата да ги инвестира тука дома. Исто така, наместо твојот внук, земјоделски внук, од некој, не знам, струмичко село, оставил богатство, оставил таткоина стотици хектари, најубава земја, напуштил семејство, напуштил свој дом и заминал во Италија да работи повторно земјоделие. Ама наместо дома да биде тука во Струмица газда, свој на своето, тој заминал во Италија да работи измеќар на други газди. А истата работа. Или оние завалиите што заминаа во Лондон да берат јаготки. Од газди во Македонија, од собственици на илјаници хектари најплодна земја, се бега во Лондон да се збираат јаготки. Ма тоа се бега зашто им го срушивме достоинството прво како македонци. Второ, гледаат дека работава никако не тргнува. Оди обратно. Сите овие политики водат кон тоа да се намалува легалната економија, а нашите деца не сакаат да бидат шверцери. Не сакаат да бидат бандити. Сакаат често да работат и заминуваат од тука. А ние увезуваме од Косово шверцери во Македонија и бандити, кои сакаат да бидат шверцери и бандити. И Македонија е Мека и Медина за таквите шверцери и бандити од Косово, кои доаѓаат, масовно се населуваат во Скопје и го купуваат Скопје и Скопје стана косовска провинција, затоа што ние создадовме таков систем кој нив ги стимулира. Им дава простор не само оваа сивава зона да ја зголемуваат, туку галопираше црнава зона. Скопје стана град на проститутките, на дрогата и на бандитизмот. Тоа носи кога со крокодилски солзи плачеме по социјалистички или социјални влади, си гаеме илузии и си зборуваме за некои минати времиња, кои не спорам дека биле можеби подобри, меѓутоа, плачејќи на туѓ гроб, замна си окопаме својот. И овие емисии или нашата партија ја формиравме токму во таа насока. Токму во насока да ги спроведиме овие политики да Македонија стане земја со најниски даноци во Европа. Со тоа, ќе повторам, драстично ќе ја зголемиме даночната основа, база, драстично ќе се зголемат буџетските приходи, сериозно ќе се подобри квалитетот на образованието, условите на образовните институции, сериозно ќе се подобри квалитетот на здравството, условите во здравствените институции, сериозно ќе се подобри квалитетот на улиците, нема да има ваков систем, нема потреба да има ваков систем на плаќање патарини, ваков грабеж не постои на друго место во светот. Никој во светот не поќа по стотици евра или 1000 и кусур евра, 1600 евра годишно патарина, доку редовно работи во транспортниот бизнис.
Такво нешто не постои. Мислам дека поевтино ќе биде картата на Марс. Запатуваш на Марс, околу да возиш низ Македонија по патиштата. Ако продолжиме вака, треба да се води само обичен билет, обична годишна сума, винетка ја викаат низ Европа, како сакат да ќе крстиме и ние ќе именуваме, меѓутоа долно ќе бидат некои 10 евра годишно се платат од граѓаните за да може да возат слободно низ државата, не да бидат застанувани на секои 30 километри, а сето тоа ќе го овозможи даночната политика на намалени даноци, а зголемени приходи. Јас знам дека УЈП се обидува да ги санира штетните последици од владата и се претвори во плашило во оние бабарите, оние, знаете, на карневалот во Вевчани што се облекуваат да бидат страшни, ќе почнат така да се облекуваат овие инспектори од УЈП да ве плашат уште повеќе, за да не да ви наплатат данок, туку да ви изрекетираат данок. Но тоа го прават притиснати од политиките на неспособни политичари, неспособна влада, затоа што се помоце приход имаат во буџет. Идиотите зголемуваат даноци, а се помоце имаат приходи. И ве малтретираат со инспекции. Сето тоа може да биде минато со разумни фискални политики на земјата, вакви за кои ние ви зборуваме. Дали вие ќе ги разберете тие политики, јас не сум сигурен. Факт е дека се обидувам на наједноставен начин тоа да го објаснам. Факт е дека се обидувам да бидам најразбирлив колку што можам на овие обраќања. Не пишувам, престана да пишувам колумни на темата, бидејќи никој не чита, повеќе од 4 реда. Која логика треба да пишувам 20 реда, кога никој не чита повеќе од 4 реда? Подробно вака да ви се обратам, може би некој ќе слушни нешто. Но, ако тргнеме по овој пат на намалување на даночни стапки, зголемување на даночна основица, специјални даночни мерки, даночно бивање, даночно кредитирање, ослободување, мислам дека имаме шанса да веќе зборуваме за создадени предуслови, пазете, предуслови за стопански раст и развој во земјата. Земјоделците секако дека ќе имаат други потреби, а тоа е организираниот откуп и извоз, за тоа ќе направиме друг стрим. Но ова кое ми беше вечерва битно е да ви кажам дека ве води тотално неписмена влада. Толку неписмени политичари избирате, тоа ви се чудам како ум не ви доаѓа. Дел од нив се економисти, имаат дипломирано на економски факултети. Како не научиле суштинската лекција за даночна политика, не ми е јасно. Веројатно тие сите деца што ги гласате се деца од галени фамилии, па полагале испити со учење на една или две лекции од цел учебник, па изгледа промарчиле лекцијата за фискални политики. И се додека така продолжуваме да работиме, ќе бидеш ти се посиромашен, твојот внук и син ќе бега и ќерка ќе бегаат од земјава, а не само јас. Да не ме разберете погрешно, бидејќи многумина мислите дека мотивот наш за формирање на партија или за действување во политиката или за вакви обраќања е за да ќариме нешто. Не, немаме никаква намера да ви ќариме, напротив, се обидуваме да ве освестиме, бидејќи
Се плашиме дека и нашите деца ќе избегаат од земјава, зашто вие никако да отрезните и си продолжувате по старо. Следниот пат ќе продолжиме со ваков стрим во делот на даночните политики, фискалните политики, особено во јавните инвестиции, и на кој начин тие инвестиции ќе го подобрува, ќе може најдобро да се реализираат. Затоа што често слушате владата предвиде 600 милиони евра капитални инвестиции за следната фискална година. Бла 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 бла. Владата од нив реализирала едва 60 милиони евра, од кои 30 украдиле, политичарите, 30 ги фрлиле Бог знае каде. И после слушате, имаме ребаланс на буџетот во првиот квартал, па имаме ребаланс, ништо не разбирате од тоа. Ребаланс на буџетот во третиот квартал, па имаме раст од 0,2% во третиот квартал за разлика од претходните 3 фискални години. Ништо не разбирате од тоа. Само ви ги перат очите, ви ги мачкаат, ви ги премачкуваат. Бетер од перде да имате на очното, ви ги премачкуваат со боја. И во суштина ние немаме вистинска реализација на капитални инвестиции. Ќе се обидам следниот стрим, следната недела, се надевам ќе успееме ова недела биде во среда, да го направиме баш за тој дел и ќе продолжиме со оваа табела, да прикажеме како средствата зголемени во буџетот преку капитални инвестиции повторно ќе се вратат во буџетот. И како од пари светот прави пари. Само кај нас имаме сиромаштија. Поздрав и јас имам некоја семејна веселба вечера, жена ми прави журка и се роди внук. Да не закаснам ќе ми се исполнавнутат. Мислам дека доволно кажавме, се гледаме за неколку денови и продолжуваме со оваа тема, за да разберете дека ние не се занимаваме само со национални политики, бугари, французи, ескими, не напаѓаат, не малтретираат, не. Ту се занимаваме со многу сериозни политики кои ќе донесат подобрување на квалитетот на животот, твојот живот. Не зборам за марксовци, не зборам за американци, за руси, не ме интересира за никој, зборувам за тебе како македонски граѓанин. Поздрав, се гледаме повторно.